Почитувани граѓани, додека Куманово тоне во ѓубре, диви депонии запалени на секоја страна, а кучиња скитници сето тоа го разнесуваат, кумановскиот градоначалник нема абер од конкретни мерки за решавање на сето тоа. Алармантна е ситуација повторно во населбата Перо Чичо, кај населбата Средорек, Проевце и Центар. Граѓаните тонат во смет. Влезовите през градите се затруени, од неисчистени контейнери и треба да се реагира веднаш за дезинфекција. Градскиот кеј и реката се загадени и заразени од лошата миризба која се шири долж коритото низ градот. Топлото време и ѓубрето се заразна и лоша комбинација. Реагираат родителите на малите деца, спортистите, пензионерите и други. Исто така, ископаните улици за наводна санација се заборавени од јавните предпријатија, па и од чистото и зеленилот. На тие места немаат влезено со месеци да го изнесат ѓубрето. Граѓаните сами на свој трошок се снаоѓаат. Очигледно е дека СДС и градоначалникот водат политика за своји интереси. Граѓаните на Куманово, покрај тоа што се оставени да се справуваат со ѓубрето, оставени се и без вода во овие тропски температури. На неодговорноста и нема крај. Граѓаните се измамени и разочарани. Низ годините на нивно удобно владење, СДС покажа дека интересите на нивните функционери, администрација, членови и активисти се секогаш приоритет, па макар и да се прави криминал за задоволување на потребите. Такви примери има многу, почнувајќи од високи сметки по скапи ресторани, луксузни автомобили, па се до набавка на овошје и зеленчук за свежи салати во предпријатието. Градоначалникот и директорот да излезат и да понудат мерки за расчистување на сметот низ градот, а тендерите за свежи салати да ги заменат со нови канти за отпадоци, нови метли и камиони за смет. Благодарам.